Реакцијата од наша страна е во врска со вчерашната изјава на доктор Митко Киров за медиумите, во врска со опремата и во врска со работењето на гинеколошкото одделение и како со хигиенско-епидемиолошките мерки кои се преземаат на таквото одделение. Напомена дека се работи, дека не постои ехо апарат на гинеколошко-акушерското одделение. Истиот тој апарат е дефект, во кој што имаме, значи, на 4.1. архивиран број барање. На 5.1. сум го подпишал, повикасени се сервисните екипи кои имат добиено на тендер и оправката на апаратот ќе трае некаде по информациите до петок. Меѓутоа, согласно барањето од началникот на гинекологија, доктор Дончо Москов, прашањето се разгледа на стручен колегиум пред 15 дена, на кој што беше донесен заклучок и одлука резервниот ехо апарат кој што го имаме на рентген одделение да се дистрибуира во гинеколошката амбуланта. Исто така да се пушти во оптек апарат ехо со по-слаби перформанси кој е затекнат и постои на гинеколошкото одделение. Но не е исклучена можност да истите колеги од гинекологија ги користат и услугите на многу софистициран апарат кој е добиен на 20 декември од Министерството за здравство, 4D ехо апарат кој моментално се наоѓа лоциран во диагностичкиот центар. Истиот доктор Митко Киров во текот на прошлата недела ги има користено услугите на тој апарат и тоа во еден ден на повеќе од 5 пациенти. Никаде не се нотирани пациентите и тоа не го објавува во неговата изјава. За таквото нешто ќе ви дадам истото да го снимате. Што се однесува до апаратурата и опременост, можам да спомнам дека апарати во последните 3 години, 70% кои се донесени од Министерството и 30% кои што се набавувани со собствени средства, од апарат за анестезија 2 броја, пациент монитор, респираторна машина, мобилен рентген, 2 операциони стола, кардиолошко ехо, 4D ехо, лапароскоп, гастроскоп, стрес тест комплет, лабораторија со 2 софистицирани анализатори, фиксен рентген, аспиратори, ЦТГ апарати, 45 нови компјутери, електрокаутери, инкубатори, апарати за аудиологија, апарати за трансмисивните заболувања на трансфузија и многу други апарати. Тоа е моменталната состојба. Во однос на хигиенската позиција во нашата здравствена установа постојат протоколи, наредби и уредби и подзаконски акти за регулирање на таквото прашање. Значи, кај нас имаш посета од извештај од контролата на државен, здравствен, санитарен инспекторат со архивиран број. Истото е изведено, значи контролите на 11.5.2010 година, во кој што не е најдено, ама ниту една грешка во однос на хигиенско-епидемиолошките позиции. Исто така, направени се секојмесечните, односно во месецот се прават и по 2 контроли од страна на јавната здравствена установа Јавно здравје. Контроли во однос на присуството на бактерии и стерилноста на самите услови. Извештајот е од 23.12.2010 година, во кој што се земени брисови на гинеколошко-акушерскиот оддел и резултатот е извештајот следниот. После, значи, брис од норма за лекови стерилно, брис од гинеколошки стол стерилно, натказа стерилно, твака за ВЦ стерилно, неонатално, инкубатор стерилно, бебитерм стерилно, вага стерилно. И на крајот да не ви ги читам, после извршениот увид на гинеколошко-акушерско и неонатално одделение, констатирано е дека хигиенско-епидемиолошката состојба задоволува. Потребно е да се продолжи континуирано со редовно влажно чистење со употреба на дезинфекционите средства. Епидемиолошка служба, раководител, примариус, доктор Вангелица Манчева. Понатаму, во месец јануар ги правиме редовните исследувања и чистење на одделењето на гинеколошко-акушерскиот оддел на 11.1.2011 година. Извршена е дезинфекција, дезинсекција, дератизација. Подписот епидемиолошка служба, епидемиолог примариус доктор Вангелица Манчева. Имате извештај и записник од извршен инспекторски надзор од инспектор од Министерството за здравство, во кој што кажува
дека комплетната позиција задоволува и патогени микроорганизми не се изолираат. Понатаму, постојат правилници во кои што правилник за мерки за заштита од ширење на зараза и интрахоспитални инфекции во здравствените организации. Правилникот е донесен со архивски број 01-1696 на 14.4.2010 година, во кој ги имате сите заштитни мерки. Понатаму, постои правилник за управување со медицински отпад, за кој што имаме одговорно лице кој комплетно ја води состојбата, значи со хигиенско-епидемиолошката состојба и со прибирање и дистрибуција на медицинскиот и немедицинскиот отпад. Од наша страна, лично од мене, донесени се наредби конкретно за однесување на хигиенскиот дел на новородените во одделот за новородени, каде што пишува дека се забранува влегување на надворешни лица и посета на невработени во тој оддел. Затоа е потребно задолжително носење на маски, ракавици, редовно санитарна контрола на вработените со земање на бриз, редовно чистење, пребришување и така натаму. Значи, тоа е исто така наредба која е во сила. Постои друга наредба, конкретно која се однесува значи на однесувањето на хигиенската состојба на гинеколошко-акушерско оделение, во кој се пишува дека се наредува наредбата се издава поради неконтролиран влез на неповикани лица на оделението, а заради спречување од појава на инфекции. Понатаму постојат наредби за непушење, постои упатство за одржување на редовната хигиена на оделението, кои се архивирани, подпишано од главната медицинска сестра и од мене лично. На крај, постои план за одговор при кризни состојби, особен акцент значи на инфлуенцата, во кој се напишани сите позиции, значи од персонал, однесување, одржувањето на прослојби, корелацијата со самите пациенти, забраните и така натаму. И да не ви ги читам, да не ви ги објаснувам другите наредби кои се уште стојат на влезните врати. Сега, не знам причината и поводот зашто колегата се служи со такви лаги, клевети и инсинуации. Само во текот на прошлата недела има повеќе пациенти прегледано на ехо апаратот кој е достапен на сите. Позицијата која што порано ја затекнавме, постоеше само еден ехо апарат на кој што гледа и интернистите, и рентгенолозите, и гинеколозите. Сега има посебен ехо апарат во мама центарот, посебно ехо, кардиолошко ехо, посебно ехо во диагностичкиот центар, посебно ехо на гинекологија и веќе едно од старите ехо е дадено заедничко на користење на уролошката служба и на службата за травматологија. Се надеваме дека понатаму ќе добиваме и ќе се бориме за уште пософистицирана опрема. И патем да кажам дека колегата Митко Киров беше во еден наврат и директор, меѓутоа како работил, за неговиот профил сега не би сакал да дискутирам, и за неговото однесување, агресивното, неконтролирано, во кој што постојат изјави од вработените. Се надевам дека таквата состојба од негова страна ќе најде доблест да се извини јавно, во спротивно ние ќе ги бараме нашите права пред судот во име на нашата здравствена установа и во наше лично име.